околу академијата, околу ратите, плаќањето, цените, промоциите, тоа се може да направите. Така што сега ќе му препуштам на Никола и може да почнеме. Фала ти многу, Марија, за најавата. Ја ви спремив една презентација денеска. Денешниот вебинар ќе зборуваме за како да сте стекнете со кариера во UI UX дизајн, но и подетално што е UI UX дизајн, како изгледа ден на UI UX дизајнер, кои алатки ги користиме во индустријата и подетално да добиете подобар сенс за оваа професија. Кратко, ова ќе биде содржината која што ќе зборуваме денеска. Ќе се задржиме на овие 6 подточки, вовед, каде што веќе накратко Марија ме поведе. Уште еднаш, јас сум фриленс дизајнер со повеќе од 5 години, фриленс UX дизајнер со повеќе од 5 години работно искуство. Специјализирам во областа на веб дизајн и вебфлоу. Сум во топ 3% од сите фриленсери на Upwork. Сум работел со повеќе од 80 клиенти, со брендови како Lego, Pampers, Philips, Listerine. Исто така сум предавач на академијата, каде што го предавам фриленс модулот и менторските предавања кои што некои од вас ќе ги имаат на академијата. Оглавном тоа е тоа, не сакам многу да должам за мене, повеќе сакам да се фокусирам на тематиката. Сакам да почнем од основата, односно што е UI UX дизајн. Тоа се две различни работи кои што се во симбиоза, односно UI или user interface, кратеница. User interface е делот во дизајн процесот кој што е фокусиран на визуелните интерактивните елементи на одреден дизајн. Додека пак UX или UX user experience е делот од дизајнот кој што е повеќе фокусиран на градење на корисничкото искуство и ефективноста во решавање на проблемите на корисникот. Тоа вас моментално не ви значи ништо, поради тоа што ова се дефиниции кои што може да ги најдете на Google и реално малце потешко сватливи се, така да ќе пробаме по-народски, повеќе да ги упростиме на овој вебинар за полесно да може да знаеме што е UI, што е UX дизајн. Иако најчесто се пишува про UI, UX/UX, контрадикција, односно парадоксно е што секогаш UX дизајнот ни доаѓа пред UI дизајнот, односно секогаш кога почнуваме со работа на одреден дизајн, почнуваме со делот од UX. Тоа е така поради тоа што природно процесот не налагодува да биде така и поради тоа што е подолг делот дизајн. Во делот на UX пробуваме да ги разбереме нашите корисници, односно корисниците што ќе користат одредена апликација, веб страна, одреден интерфејс што го креираме, да ги разбереме нивните потреби, нивните проблеми, да дојдеме до идеи како би ги решиле тие проблеми кои што ги имаат и како ќе бидеме еквивалентни со сите корисници кои што ќе користат нашиот интерфејс апликација, односно на кратно да не се повторувам тие работи ќе ги викам продуктни со овој вебинар. Работи кои што ќе се прават најчесто во UX делот е research, односно одредени истражувања кои што ги правиме за корисниците, за нивните потреби, интервјуа правиме со нив, зборуваме со потенцијални корисници или со доколку е нова апликација потенцијални корисници, доколку е постара апликација зборуваме со веќе постојачки корисници, пробуваме да добиеме фидбек од нив, имаме одредени методи како го правиме тоа, каде што на академијата ги изучуваме тие методи, некои помалку ефективни, некои повеќе ефективни, но за се ова имаме процеси кои што ги следиме и кои што се естаблирани во индустријата. Анализирање на информации, креирање на презентации, презентирање на тие презентации до одредени стейкхолдери или одредени луѓе кои што треба да им дадат зелено светло за одредена работа.
презентирање со тимот, добивање на нови идеи како да ги решиме проблемите, како што може да иметите дека до сега не спомнавме ништо за конкретно дизајнирање или како каде што нешто правиме, нешто цртаме, него голем дел од работата е и ова, каде што тоа мислам дека често не се споделува, не се зборува, но некака 70% од работата ни е овој дел, додека 30% ние каде што дизајнираме и каде што работиме на дизајнот на продуктот. Што е целта на ова? Целта на UX-от е за да може ние да направиме ефективен дизајн, прво мора да го разбереме потенцијалниот корисник потполно и неговите потреби. Поради тоа што доколку направиме продукт на кој што никој не може да решаваме проблемот, никој нема да го користи тој продукт и тоа би било безцелно. Затоа се фокусираме поголем дел на времето на разбирање на човекот, корисникот, пред да почнеме со работа. UX делот го завршуваме со креирање на wireframes. Wireframes, народски кажано, се нацрти, кои што може да ги направиме или на компјутер, може да ги направиме на лист хартија, ги правиме и за други работи, мислам веќе во животот на некој начин сте направиле wireframes, се што планирате. Детално сте запишале нешто како што каде треба да изгледа, тоа ви е и wireframe. По дефиниција wireframe се скици за продуктот кои што јасно ни представуваат како ќе функционира тој продукт. Односно доколку дизајнираме некоја апликација, јасно знаеме каде ќе ставиме копче, каде тоа копче ќе не одведе. Мислам дека го добивате сенсот за што е UX дизајн. Додека пак за многу и по-забавниот дел, UI дизајнот. UI дизајнот ние како веќе ќе изгледа продуктот, кој бои ќе ги одбереме, кој фонт, како вид на иконки, дали ќе имаме одредена анимација, дали ќе имаме нешто што ќе ни го задржи јузерот интеракција, нека интересна. Делот каде што многу повизуелно ни е поблизок до нас, доколку отворите било која апликација, дури јас што имам отворено Figma, се што гледаме овдека не е финалниот продукт, односно UI дизајнот. Зашто е одбран тој фонт, зашто е одбрана оваа иконка горе, зашто лејаутот е вака на апликацијата, тоа е делот кој што се занимаваме со UI дизајнот. Слободно доколку имате нешто нејасно, не можам да го следам баш чатот, но поставувајте прашања во чат, на крајот од вебинаров ќе имаме дел каде што ќе зборуваме, каде што ќе одговараме на тие прашања, така да било кој момент ако нешто не е јасно и сега да се вратиме на тоа, слободно пишете во чат, ќе дојдеме до тоа нас. Ако се вратиме овдека, следна работа за која што ќе зборуваме, се кои вештини треба да ги поседуваме за да станеме ефективни UI UX дизајнери. Покрај тоа што, значи ја ги подделам вештините што треба да ги имаме на два вида на вештини. Првите се дизајнерски вештини кои што ќе ги кои што доколку се запишете на академијата ги заучуваме нив. Тоа е буквално поставување на елементи на точните места, color theory, зашто некои бои предизвикуваат одредени чувства кај луѓе, зашто други бои предизвикуваат други, како да одбереме правилни бои, икони, фонтови, делот на UX, како да направиме ефективен research, интервјуа, како се тоа да го склопиме во еден финален продукт. Но често не се зборува за така наречени soft skills, односно тоа не се повеќе вештини, него тоа се повеќе вештини кои што ние треба да ги поседуваме како човек, кои што се многу потешки да се научат за разлика од дизајн вештините, кои што се потребни за оваа работа. Тоа се неколку кои што се најбитни, се да имаме емпатија. Емпатија ни е многу битен дел од нашата работа, конкретно од UX делот, каде што ние мора да се ставиме
местото на корисникот и стварно длабоко да ги сватиме неговите очекувања, неговите проблеми. Мора да бидеме емпатични со корисникот, за да може да се ставиме од негова гледна перспектива и да сватиме кои би му биле проблеми при користење на одреден продукт, на одредена апликација, на одредена веб страна. Комуникација е исто така вештина која што треба да биде на високо ниво, поради тоа што да секој ден на база или комуницираме со корисници, или комуницираме со тимот, комуницираме со софтверски инженери, комуницираме со продакт оунери. Голем дел од работата ни е комуникација, каде што ние треба да објасниме зашто нешто сме направиле, зашто сме дошли до некоја одлука, да оправдаме таа одлука, да помогнеме да се свати некоја идеја, и како дизајнери главна улога ни е да имаме креативни решенија на проблеми. За да стигнеме ние до тие креативни решенија на проблеми, окей, ќе стигнеме до нив, но треба да знаеме и ефективно да ги искомуницираме. Колаборација е исто така битен дел, поради тоа што дури да сме единствен дизајнер во одреден тим, како дизајнери често колаборираме со софтверски инженери, со проект менаџери и со продакт оунери. И мора да научиме како они со нас и ние со нив да се лесниме работата и како би работеле заедно. Критичко размислување исто може да е една од побитните вештини која што треба да ја имаме, поради тоа што многу работи зависат од нас, многу одлуки зависат од нас и многу одлуки треба да ги направиме да бидеме сигурни во нив. Единствен начин за да бидеме сигурни во одредени одлуки што ги правиме е да имаме оваа вештина како вештина, каде што може да се застанеме на нашето размислување и да го оправдаме со факт. Мора да бидеме исто детално ориентирани, особено ако се сака да се фокусирате повеќе на UI дизајн, односно на визуелниот дел од дизајнот, каде што стварно не мора да биде доста детално ориентирани, да пазите на ситни детали, каде што често се дешава одредена нијанса на боја да биде различна од страна до страна или од еден скрин во апликација до друг скрин во апликација. И мора да се запазуваат такви ситни работи за дизајнот да биде константен. Што доколку дизајнот не е константен, тоа не го подобрува корисничкото искуство и задоволноста на луѓето кои што користат таа апликација. Time management е исто многу битен скил кој што треба да го стекнете, поради тоа што многу често се дешава да работиме на повеќе проекти во исто време, тие проекти да бидат со силни дедлајнс кај што тешко се стигаат и стварно треба да имаме добри time management skills, односно добро да си го организираме времето. За вештините што тоа се soft skills за дизајн вештините, ќе зборуваме и подетално, односно кои се тие како треба кои вештини ќе ги стекнеме, но многу е битно да се пронајдете во овие soft skills и да се чувствувате дека ги имате, поради тоа што иако работата треба да имаме одреден скил да работиме оваа работа, многу голем дел е психичкиот аспект, односно како ќе се поставиме со луѓето и како сами ќе се организираме како луѓе. Верувам дека за да бидеме успешни дизајнери мора да бидеме успешни како луѓе, односно добро да си го организираме нашиот живот, да може да организираме поголеми продукти понатаму како дизајнер. Следен модул ни е едукација. Едукација, окей. Зборувавме за тоа UI UX дизајн, зборувавме за кои вештини треба да ги имаме под претходно, кои вештини треба да ги стекнеме.
единствен начин да ги стекнеме тие вештини е преку едукација и подобрување, само подобрување. Интересна работа е што некои професии, некои интереси многу по-лесно влагаат, многу по-лесно, ако ги имате, многу по-лесно ќе биде да влезете во сферата на UX дизајн, за разлика од некои други. Значи, претходни интереси или знаења кои би ви помогнале во одредени области се психологија и аналитика и економија. Психологија, веќе мислам дека може да претпоставите поради тоа што голем дел од работата не е разбирање на корисникот, како да му ги решиме неговите проблеми, како да бидеме емпатични со него. И голем дел е психологија, како тој се однесува, како ние ќе му помогнеме и ќе го насочиме, како би му помогнали, како би го насочиле у насока која што треба да го насочиме и сакаме да го насочиме. Аналитика, голем дел од работата исто ќе ни биде и анализирање на колку ни е успешна апликацијата, како се користи, дали успешно се користи, така да луѓето што се по-логични, со по-аналитички мозок исто така многу често успеваат во оваа работа, многу полесно им е да успеат. Економисти исто така интересно е да се тренирани да бидат добри аналитичари и разбираат, имаат сенс за бизнис, така да некој што учел економски факултет или се занимавал со економија, многу лесно може да се свичне во кариера во UX, каде што ќе му помогне тоа, особено во одредени индустрии, како што се SaaS или софтвер за сервис, и било какви B2B апликации, односно бизнес-to-бизнес апликации. Исто така, било кој што работел било што во тек индустрија, односно во IT фирма, многу лесно ќе му биде да се, многу полесно би му било се спрти кон оваа индустрија, поради тоа што ќе го знае лингвото кое што се користи, знае како се гради продукт, има сенс за како изгледа product roadmap. Product roadmap значи од идеја до лансирање на продукт, и веќе е влезен, народски кажано, во бубонот и знае како се стига до лансирање на успешен продукт. Едукацијата би ја поделил на 3 дела кои што се многу битни да ги научиме. Процеси, алатки и работа со инженери. Процеси ни се, имаме стварно многу процеси во креирање на одреден дизајн. Од самиот почеток од UX дизајнот кога правиме ресерч до самото тестирање од кога веќе не е лансиран производ. Ние во академијата опфаќаме доста процеси, односно сите процеси кои што ни се потребни од идеја да стигнеме до готов производ. Почнуваме со анализа на пазар, учиме анализа на пазар, учиме како да најдеме product market fit, учиме како да ги најдеме проблемите на одреден корисник, како преку ефективни вежби да стигнеме до решавање на тие проблеми, односно поставување на хипотези како тие проблеми би ги решили на одреден юзер, односно корисник. Учиме како да направиме ефективен wireframe, учиме како да правиме интервјуа со корисници, како да анализираме таа дата што ја добиваме од овој ресерч и тие интервјуа, како ефективно после таа анализа да ја претвориме во дизајн. Учиме како да дизајнираме визуелно, учиме како да прототипираме, односно да правиме прототипинг е кога веќе имаме врзана апликација која што може да се тестира пред да се изработи, пред да се прати на инженери да ја скодираат, односно апликација која што може да тестираме со корисници. И учиме како да од веќе лансирана апликација да тестираме и да ја подобруваме. Така да во академијата ги поминуваме сите овие процеси, ги учиме сите овие процеси за утре кога се ставите на пазарот на труд,
дали ќе сакате да работите како UI дизајнер или како UX дизајнер или како product дизајнер, на кои аспекти од UI UX дел да се фокусирате, ќе имате познавање од сите, но ќе и длабоко навлагаме во секој посебно за да може да доколку ви се допадне него толку многу да специализирате во него. Алатки кои што ги користиме како дизајнери, денешно време е многу лесно да поради тоа што 90% од работата ни се одвива само во Figma. Пред некоја година не беше тоа така, имавме поголема компетитивност меѓу алатките, имавме Adobe XD и Sketch кои што беа блиску до Figma, но денеска 90% од дизајн тимови да користат Figma, така да многу ни олесна тој момент каде што не треба да учиме повеќе алатки, доволно ни е да ја научиме само Figma. Други алатки кои што би ги користеле на неделна база се Adobe Illustrator, Photoshop, од Adobe Creative Cloud, додека пак имаме одредени апликации за тестирање, како што се Hotjar или Microsoft Clarity, каде што во текот на академијата подлабоко навлагаме во нив, како да се користат и како да бидеме ефективни во работа со нив. Исто така многу е битно да знаеме како ефективно да само да проверам за прашање, немаме прашање. Како ефективно да работиме со инженери. Поради тоа што тие ни се следниот point of contact кога градиме апликација, тие ни се следниот чекор. Така да ние колку и добро да сме завршиле работата, доколку не знаеме како нашата работа да пренесеме ефективно на инженерите, горе-доле све ни паѓа во вода. На академијата исто имаме дел каде што зборуваме како од Figma, односно како од нашиот дизајн го трансферираме на инженери и како да бидеме сигурни во работа со нив, како ефективно да завршиме таа работа и како колаборацијата да биде на високо ниво меѓу дизајнерот и девелоперот, да на крајот продуктот да биде како што треба и како што сме го замислили. Накратко, тоа е што имам да ви кажам за овој едукативен дел. Сега би се фокусирал повеќе на кариерниот дел. Како би нашле кои се кариерни опции за како еден UI UX дизајнер. Би ги поделил на 3, кои што се доста различни и доста интересни и секој од нив е погоден за различен тип на човек. Првата опција е работа во агенција. Во Македонија имаме доста агенции веќе што работат со software development, што дури дизајн агенции кои што веќе се занимаваат со UX дизајн, каде што интересно искуство е да работите некогаш во агенција. Поради тоа што предности на ова се тоа што ќе имате шанса најчесто да работите на повеќе различни проекти во тим, односно ќе работите со истите инженери, со истите девелопери, со истите project менеджери, така да ќе имате веќе одреден тим, одредена култура во која што ќе работите, но меѓутоа ќе имате исто и шанса да работите на повеќе различни проекти во исто време. Така да за луѓе што им брзо им се досадува одредена работа, ова е идеално поради тоа што нон-стоп ќе работите на нови продукти, на нови страни, на нови апликации, на нови нови интерфейси. Исто така работа во стартап е опција која што ви ја препорачувам на сите, поради тоа што ќе имате многу поголема слобода за разлика од работа во агенција. Многу побрзо ќе фрлат во огинот, како што се вика народски, многу побрзо ќе научите некои работи, поради тоа што
најчесто стартапи се фирми со лимитиран буџет и ќе треба да носите побрзо одлуки, ќе треба имате поголема слобода во носење на одлуки, но и ќе бидете многу поодговорни за продуктот, за разлика од работа во агенција, каде што најчесто ќе има продакт онер над вас кој што ќе тера целата визија. Така да стартап е доста интересна работа, особено за нови дизајнери кои што ја почнуваат кариерата, за брзо да стекнат работно ефективно искуство кое што ќе имате голем импакт на производот, каде што една мала работа која што ќе ја смените ќе ефектира многу луѓе наеднаш. Мислам дека трета опција каја што многу популарна денеска и многу модерна, фриленс. За почеток на кариерно не би било препорачално дефинитивно. После одредено време, како што веќе се знаете повеќе самоуверени во вашите дизајн способности е да пробате, каде што имате ултимативна флексибилност на вашето работно време, на тоа колку пари сакате да заработувате месечно, колку сакате да работите или не работите. Интересно е што може да работите во повеќе индустрии, на повеќе различни проекти во исто време, што ни едното од другите две опции не ви го нуди тоа. Работите со различни тимови нонстоп, учите на различни процеси, се адаптирате на различни тимови нонстоп, што звучи интересно, но не е секогаш така, поради тоа што некада работите со некој тим што работи поспоро, некада работите со некој тим што работи побрзо и треба да сте многу адаптабилни за да работите како фриленсери, особено во сферата на UX дизајн, каде што работите со најчесто софтверски тимови кои што имаат роден начин на работа и вие треба да се адаптирате спрема него. Така да како почеток, така да како почетни UX дизајнери, моја препорака е да почнете во одредена агенција или во одреден стартап, доколку најдете стартап кој што се поклопува со вашите интереси. Неколку совети од каде би се движеле како дизајнери, како млади дизајнери кои што се јуниори. Имаме социјални платформи кои што се Instagram и Facebook кои што ги користиме ние на секојдневна база, така имаме и социјални платформи кои што ги користиме како дизајнери. Две истакнати се Behance и Dribbble, каде што може да видиме други дизајнери какви изработки креираат, да се инспирираме и да бидеме у круг на луѓе кои што работат нешто слично на нас. Тоа е многу добро поради тоа што добиваме нови идеи за продукти, добиваме нови идеи за како ние да ги подобриме нашите вештини и како да направиме што би ставиле ние во нашето портфолио. За да може да најдеме работа како дизајнер, многу е битно да направиме портфолио. И овие две работи би ги сврзал, зашто многу почетници пробуваат, сакаат да направат веб страна на која што би го презентирале нивното портфолио. Искрено, за почеток и за наоѓање на прва, втора работа, тоа не е толку потребно. Може да се направите портфолио на Behance или на Dribbble, каде што може да ги ставите вашите дизајни и да ги презентирате на интересен начин. Во академијата исто имаме дел каде што учиме како ефективно да го презентираме портфолиото, како да креираме ефективно портфолио и како тоа портфолио да го донесе до вработување. Така да, тоа е исто модул во академијата кој што го изучуваме, кој што е многу useful и многу напреден. Али во главном да, учиме како да направиме портфолио на Behance или како да направиме simple веб страна каде што ќе го презентираме нашето портфолио. LinkedIn е исто место кое што е многу окей, многу cool, доколку поминете некоја време каде што ќе се поврзете со
луѓе кои што се од оваа сфера, каде што ќе може да видите нивните размислувања, нивните кариерни напредувања и да се поврзате со мрежа од дизајнери да креирате ваш мал комјунити. Twitter е исто социјална мрежа, многу популарна е меѓу дизајнерите, каде што во последните неколку години од кога стана повизуелно составање на слики, веќе имам многу добри дизајн комјунитис на Twitter кои што може да ги следите. Така да исто би препорачал и на Twitter да трошите повеќе време, доколку сакате веќе да влезете подлабоко дизајн. YouTube има предобри канали кај што може да гледате видеа и да се доусовршувате. И углавном оваа работа е работа која што си бара константно да сте вложени во неја, константно да учите нови работи, поради тоа што брзо растечка и многу работи брзо се менуваат и стварно треба да сте во сферата, да учите нонстоп нови работи, да знавате брзо за нови работи што се случуваат, за да останете шарп и up to the game. Така да, углавном ја повеќе би оставил време за прашања и да развиеме одредена дискусија, да се посветиме на некој дел ако нешто не беше јасно и да се не вратиме на тоа и би сакал стварно да развиеме некоја дискусија со прашања, така да оставам на вас да поставите прашања. Дали дали имате прашања да ги оставите во чат или сакате да ги поставите слободно, може да се уклучите и да ги поставите и така. Да, може да поставувате сега нели прашања, доколку сте заинтересирани нешто и за академијата, нели, може и за тоа да ни поставите или нели да уклучите микрофон да напрашате, можете и во чат да оставите прашања. Да. Само да ви известам, пред нели да продолжиме со прашањата, сакам да ви кажам дека како благодарност што бевте присутни на овој вебинар, ние ќе ви доделиме ваучер од 100 евра за упис на академијата. Бидејќи моментално академиите се на попуст, овој ваучер ви е дополнителен попуст на веќе нели постоечкиот попуст, така што ќе си имате дополнителни 100 евра ваучер и истиот може да го искористите до 15 септември. Значи се што треба да направите е да ни испратите мејл на нашиот мејл contact@creativehub.mk, ќе ви оставиме податоци во чатот и значи пратете ни мејл со текст сакам подарок или прифаќам подарок и ние ќе ви го испратиме ваучерот. Сега видов имаше прашање која цена е академијата. Ние нудиме два вида на дипломи. Едниот ви е само академија, таа ви е основната диплома и имаме EU сертифицирана. Значи во основната нели академија, во основната диплома ви следуваат нели сите целата програма. Тука плюс имате курс за вработување и имате неделен ньюслетер со понуди за работа, бидејќи организираме надпревари за вработување. Во EU сертифицираната диплома добивате плюс бонус пек со дополнителни курсеви. Исто така имате курс за поставување на вашиот фриланс профил и еден фриланс проект имате. Таа диплома ви е EU сертифицирана со EKTS кредити. Сега околу цената на овие две дипломи, основната диплома ви е со цена од 1499 евра и плюс нели со ваучерот ви искачи 1399,
а EU сертифицираната ви е 1799 евра, со ваучерот ви е 1699. Кажете ми дали има други прашања околу академијата или програмата? Слободно колку нешто нема глупо прашање што може да го поставите, било што може слободно да се поставите, да се прашате. Во ред, еве пред да завршиме, можеш Никола да ни кажеш како, мислам, како си започнал со фриленс, нели, што те поттикнало да работиш баш фриленс? Да, интересно. Интересно е што може да ја кажам како почнав да работам со дизајн, зашто претходно немав некој искуство со дизајн, работев како буквално шанкер кој што локалот кај што работев има потреба од графички дизајн, каде што работев на креирање на лого, менија, промотивен материјал, но после одредено време сфатив дека дизајн е нешто што ме интересира, се усовршив во сферата на UX дизајн и почнав да работам во една агенција во Скопје. Од таа агенција добив понуда за работа во стартап. Стартапот се вика Score, базиран е во Њујорк. Таму работев скоро 2 години, потоа почнав да работам како фриленсер, баш поради тоа што флексибилното работно време, контролирање на финансиски средства кои што ги добиваш месечно, и мислам дека фриленс како фриленс лично одговара на мојот животен стил и на моите аспирации кои што ги имам конкретно во UX дизајнот. Да, супер, ти благодарам, Никола. Исто така сакаме да споделиме со вас за надпреварите за вработување што ги организираме. На тие надпревари најчесто се соработки со некои компании што имаат потреба од UX UI дизајнери. Значи, се организираат на начин каде што компаниите ви даваат некоја задача што треба да се изработи и потоа нели самата компанија си бира кој кандидат си е компатибилен за нивната компанија. Исто така, тие надпревари за вработување ќе добивате нели константно информации, така што на тие надпревари може да учествувате и по завршувањето на академијата, бидејќи вие во текот на академијата нели си го градите вашето портфолио како UX UI дизајнер со реалните проекти што ќе ги имате, што ќе работите на нив, а и со проектите што се зададени од самата академија, и ќе може веќе, мислам, дури пред крајот на самата академија ќе може веќе да почнете да си аплицирате и за работа и плюс да учествувате на овие надпревари за вработување. Така што ви кажав уште еднаш, ќе ви спомнам за ваучерот за како благодарност за ова присуство, може само да ни испратите мејл и ќе ви испратиме ние ваучер. Така што кажете ми доколку немате други прашања, дали има некој друго прашање? Во ред, доколку немаме други прашања, јас ќе ви се заблагодарам за вашиот интерес со денешниот вебинар. Значи, сепак, доколку имате прашања што не би беа одговорени, слободно може да ни се јавите на бројот 071 214 849, исто така е во чатот оставен.
Можете да дојдете во канцеларија да се консултирате. Се наоѓаме на улица Рајко Жензифов, тоа е веднаш Карши градежен факултет. Значи можете да ни пишете на Viber, на WhatsApp, на мејл, било каде може да ни сконтактирате или можете се закажете и состанок со координаторот. Така што доколку немаме нели други прашања, јас ќе го завршам овој вебинар сега. Никола, ти благодарам и на тебе. Благодарам и на вас за присуството и ви посакувам убав ден. Фала ви уште еднаш. Фала и на вас. Да. Чао, чао. Пријатно.